По неуспешното крпење на ударните дупки во централното градско подрачје од минатата година, локалната самоуправа предводена од градоначалникот Зоран Тасев донесе одлука и изготви проект за целосно реконструирање на централното градско јадро со комплетно нов слој на асфалт. Во тека е гребењето на стариот асфалт и подготовка за новиот. Паралелно се работи на улицата Крсте Месирков, каде во тека целосно ископување на стариот асфалт и припрема за целосно менување на водоводната мрежа. И на паркингот предвиден за тешките товарни возила се работи интензивно, се очекува за најкраток временски рок да биде завршен. Минатата година одивме со крпење на дупки, меѓутоа тоа се покажа како не целисходно. Значи, наша општа констатација е дека ако се прави реконструкција на одреден улица или одреден потек, треба комплетно да се направи, затоа што сега ќе одиме со гребење на целокупното градско подрачје, посебно ова центарот што е на градот Маршал Тито, каде што навистина улиците се во една лоша состојба. Ќе заврши гребење и ставање на нов слој асфалт и сметаме дека така ќе ги заштитиме од уништување улиците, затоа што во овој дел на градот најчесто имаме залегнување на водата, стари дупки и така натаму, најголема фреквенција на возила имаме токму во на овие потеси и донесовме решение за да одиме со комплетна реконструкција, значи гребење на оваа улица во централното градско подрачје, а паралелно со тоа извршиме сечење и ќе вршиме тампонирање и ставање на асфалтен слој на потегот од Клучката или надвозникот кај Ерџелија до село Ерџелија, каде што патот навистина е руиниран, а за наредната година, како што реков, најавив комплетна реконструкција на тој пат, меѓутоа сега бидејќи е многу експлоатиран со прекинувањето на патниот правец кон Штип, сметаме дека треба да излеземе во пресрет на граѓаните. Завршуваме со улицата Ангел Трајчев во делот на промена на водоводната мрежа. Денови ќе одиме и со асфалтирање на Цветан Димов, Рахил Гонева и улица 1, затоа што се прават овие подготовки кои ќе се работи да биде во исти домен тоа направено. И имаме сечење на и продолжување на сечењето и вадење на слојот на улицата Крсте Месирков. Значи овие интензивни градежни активности кои што ги најавивме, еве од зборови преминуваме и на дела. Моментално постои алтернативен пат, ќе се оди преку Септемвриска, значи и ќе се спушта ако сака на другиот дел од градот да помине, а исто така улицата Младинска ќе биде отворена за сообраќај, значи немаме проблем овде. Проблемот ќе се појави кога ќе се појави темелна реконструкција на Младинска, меѓутоа за тоа веќе известивме ќе одиме со пробивање на нов пат кој што ќе биде едно трајно решение за избегнување на тешките товарни возила.